А преостанатиот дел сега ќе го посветиме на третата книга Мојсеева. Значи, малку ќе направиме пауза со Евангелието по Јован, затоа што утрово беа поставени некои прашања, некои посебни прашања во врска со библиската поука. И не е страшно малку повеќе да размислуваме за неа, особено затоа што се работи за многу важна библиска поука ово тромесечие. Значи, прашањето, колку што се сеќавам, беше врзано со обредот, поврзан со жртвата за грев, зашто значи, имаме три вида на ритуали со крвта на жртвата за грев. Зошто се премачкувал олтарот или жртвеникот, роговите подочно? Зошто се јадела жртвата од страна на левитските свештеници, а беше споменато и прскањето на завесата, внатрешната завеса во светилиштето со крвта од жртвата за грев. Па да почнеме со овие работи најнапред. На почеток ќе прочитаме некои текстови кои што се наоѓаат во третата книга Мојсеева. Ќе отвориме во четвртата глава, трета книга Мојсеева, четврта глава, или Левитска книга. Четврта глава, 25 стих. Дали некој има желба да го прочита? Трета книга Мојсеева или Левитска книга, четврта глава, 25 стих. Еве, јас го прочитам: и нека земе свештеникот крв од жртвата за грев и со прстот свој нека ги намачка роговите на жртвеникот за сепаленици, а сета друга крв негова нека ја излее во подножјето на жртвеникот за сепаленици. Првато му се вели: а сиот лој нека го изгори на жртвеникот, како и лојот од жртвата за мир, за помирување, и така ќе го очисти свештеникот од гревот негов и ќе му се прости. Овдека за каков случај се работи? Значи се работи за некој израелец кој што ќе направил грев и сакал да се покае за својот грев. Конкретно требало да принесе јаре, ако се работело за некој старешина или главатар, како што е овде речено. Меѓутоа, и во случајот на обичен израелец, значи се работело за ритуал со кој што крвта од жртвата за грев се користела на овој начин за помазување на роговите на олтарот, на жртвеникот. Не се внесувала внатре во светилиштето. Најчесто крвта од жртвата за грев се земала и се користела за помазување на роговите од жртвеникот или олтарот за жртвите сепаленици. Остатокот, како што прочитавме, се излевал долу на подножјето на жртвеникот. А потоа на него се согорувал лојот, значи сите масноти од жртвата. Што се случува ако се работи за грев, колективен грев, на целиот народ? Значи, од 27 стих натаму се кажува:
што се случува кога се работи за обичен израелец, што ја само го резимирав. Меѓутоа, што се случува сега, кога целиот народ, значи колективно, ќе направи греф, заради кој е потребно покаяние. Одговор на прашање ќе најдеме во истата глава. Па да почнеме да читаме од 3 стих. Ако помазаниот свештеник сгрешил, значи свештеник ако сгреши, тоа за гревот свој што го направил, нека му принесе на Господ од крупниот добиток, теле без недостаток. За гревот на свештеник, поголема жртва, теле. Значи, дури ако се работело за некој старешина, за некој водач, главатар, наречен тука, значи, за некој политички водач во Израел, и тој, како и за било кој обичен израелец, јаре. Но ако сгреши свештеник, теле, зошто? Гревот на свештеникот тежи повеќе во Божји очи. 10 пати повеќе. Па откако го доведе телето пред влезот од скинијата на собранието пред Господ, нека ја положи раката своја врз главата на телето и да го заколе телето пред Господ, а помазаниот свештеник нека земе од крвта на телето и нека ја внесе во скинијата на собранието. Што се случува со крвта на телето? Во овој случај се внесува крвта внатре во светилиштето. Значи, за најголемиот број случаеви, може би вие сте слушале, и тоа како некоја традиција се пренесува, кога некој израелец ќе сгреши, ќе принесе жртва за грев, па крвта ќе му се внесе во светилиштето и ќе се прска завесата. Тоа не било случај со секоја жртва за грев, тоа било случај со многу малку случаеви, значи мнозинството случаеви, кога се работело за обични израелци, па дури и за политички водачи, крвта не се внесувала во светилиштето. Само овде читаме, кога се работи за грев на свештеник, а свештеникот на некој начин го представува и народот, или ако се работи за колективен грев, значи целиот народ сгрешил, тогаш крвта се внесува внатре во светилиштето. Тоа било исклучок. Не било правило крвта да се внесува во светилиштето и да се прска завесата. Тоа било исклучок за ретки, значи, случаеви, односно оноко ретки колку што се случува свештеник да направил грев или целиот народ. И свештеникот нека го накваси прстот свој во крвта и со крвта 7 пати нека попрска пред Господа спрема завесата на светилиштето. А потоа свештеникот со таа крв нека ги помаже роговите на жртвеникот, на кој се кади со благопријатен мирис пред Господ. Предходно, кога се работело за обичните израелци, со јарешката крв, каде требало да се, чии рогови требало да се помажат, на жртвеникот што бил во дворот, на жртвеникот за жртвите сепаленици. А овдека, откако се е попрскало кон завесата 7 пати, да се намажат роговите на кадилниот олтар, они што бил внатре во светињата, пред завесата, значи пред светињата на светињите. А остатокот од крвта на телето нека го излее во подножието на жртвеникот за жртви сепаленици, сега повторно надвор, значи во дворот, остатокот од крвта повторно во подножието на надворешниот жртвеник за сепаленици, кој е кај влезот од скинијата на собранието. И сега истото го кажува и за лојот, па и за бубрезите и така натаму, да не ги читаме тие детали, па дури за кожата на телето. 13 стих, се префрламе веднаш на 13 стих.
А ако целата заедница на синовите израелски сгреши, еве го колективниот греф, не сакајки. Интересно. Се сеќавате што вели апостол Павле во Евреите 9 глава, како што проучувавме во септември. Значи, за кого се принесува, за какви греуви свештеникот посредувал со овие жртви во Стариот Завет, за гревовите на народот направени од незнаење, вели апостол Павле во Евреите 9 глава, таму 7 стих. И потоа вели за ова нема потреба да се зборува по-подребно, иако сега малку ние дробиме во некои детали. Меѓутоа за евреите не било потребно, докој е напишено тоа послание, бидејќи тие многу добро биле упатени во ова нешто. А ако целата заедница на синовите израелски сгреши, не сакајки, а тоа се сокрие од собирот, па направат нешто што Господ забранил да се прави и бидат виновни, кога ќе се узнае гревот нивни во што сгрешиле, тогаш заедницата нека принесе здраво теле како жртва за гревот и нека го доведат пред скинијата за собранието. Повторно теле како во случајот со свештеникот. Значи, гревот на свештеникот вредел колку и колективниот грев на народ. Много интересно. А старешините на заедницата нека положат раце врз главата на телето пред Господа и дека заколат телето пред Господа, а помазаниот свештеник нека внесе крв од телето во скинијата. Значи, повторно во светињата се внесува крв, потоа нека го натопи свештеникот прстот свој во крвта и 7 пати нека попрска пред завесата на светилиштето. А од таа крв нека стави и на роговите на жртвеникот за кадење, што е пред Господот во скинијата на собранието, додека сета друга крв нека ја излее во подножито на жртвеникот за приноси, кој што е кај влезот во скинијата на собранието. Истото како и за свештеничкиот греф. Значи, кога се внесувала крвта на жртвата за греф внатре во светињата? Првото одделение е наречено скинија на собранието во Стариот Завет, или шатор на собранието. Кога се работи само за свештенички греф и за колективен греф, и односно со еден збор кога се работи само за телешка крв, како жртва за греф. Само телешката крв се внесувала внатре како жртва за греф и со неа се прскало по завесата. За гревовите на обични израелци, поединци, значи на неракоположени лица, крвта не се внесувала внатре во светилиштето. Само се мачкал олтарот на жртвите сепаленици со таа крв, остатокот се истурал долу. И има нешто трето, што го споменува Елена Вајд во големата борба, во поглавието што е светињата. Во некои случаеви, свештениците требало да ја јадат жртвата за греф. Зошто да ја јадат жртвата за греф? За да имаш што да јадат? За да се наситат? Или од тоа се хранеле свештениците? Само од месо, од жртви. Толку многу месо да се налапаат во текот на цела една година, не верувам дека бил случај. Или бил. Да. Кога свештениците, не само еден свештеник, Еве да прочитаме прво некои работи од Библијата во врска со ова. Во 7 глава, 3 Мојсеева, 7 глава,
Чи досега бевме во 4 глава. Да почнеме да читаме од 22 стих. И пак му рече Господ на Мојсей велики, кажи на синовите израелски и речи им, не јадете лој ни од вол, ни од овца, ниту од коза. Значи не јадете лој воопшто. Лојот од добиток што пцовисал или ласкранат од звер може да се употребува за секоја работа, но тој лој да не се јаде. Нешто што треба да го научат и луѓето од 21. век, да не се јаде лој. Зашто бидејќи науката докажала дека е тоа штетна работа за јадење. Триглицериди, повишени масноти во крвта, атеросклероза, артериосклероза и еден куп. Понатаму, никаква крв да не јадете во сите живеалишта своји од ниедно животно, ниту пак од птици. Сега ќе се префрлиме на 28-29 стих. Пак му рече Господ на Мојсе велики, кажи им на синовите израелски и речи им, кој принесува жртва за мир, повторно се мисли жртва за грев, за помирување, пред Господа, нека принесува дел од жртвата како принос на Господ. Што значи сега ова? Со своји раце да принесува принос пред Господ. Лојот со градите нека го принесува, нишајки ги градите пред лицето Господово, а свештеникот, значи се работи за ритуал тука, а свештеникот нека го изгори лојот врз жртвеникот, додека пак гради да му припаднат кому? На Арон и синовите негови. Значи телешки и јарешки гради. Не пилешки гради. Телешки и јарешки. А десната плешка од жртвата за мир, давајте му ја на свештеникот за да му биде како дел. На свештеникот пак од синовите Аронови што ги пренесува крвта и лојот од жртвата за мир, нека биде негова десната плешка. Зашто градите од жртвата за мир и плешките што се вознесуваат, ги земам од синовите израелски и му ги давам на свештеникот Арон и на синовите негови како вечно законет дел од синовите израелски. Со други зборови, понатаму тоа се нарекува во 36 стих вечен закон за нивните поколенија, за свештениците, за починот Аронов, сите нивни потомци, кои ќе служат како свештеници. Тоа е законот за жртвата сепаленица, жртвата за престап, за жртвата за вина, за жртвата за посветување и жртвата за мир и така натаму и така натаму. Свештениците требало да јадат од жртвите за грев, од жртвите за престап. Зошто? Што мислите? Токму така. Што мислите, колку често се грешело во Израел? Колку често се грешело во Израел? Колку често се принесувале жртви за грев? Кога денес би било тоа случај, толку многу месо ќе треба да се најадат свештениците. Без пари се разбира. Нема да имаат многу здрава диета. Но зашто Господ вака наредил? Добро, тогаш било поздраво месо. Дали затоа што Арон и неговите синови и сите свештеници се посебни меракли за месо? Дека тоа требало да биде нивната основна храна? На тој начин да им се плаќа данок во натура, односно во
во добиток? Не, се разбира, не. Целта на сето тоа е да се пренесе гревот од грешникот врз кого? Врз свештенството, врз целото свештенство. Значи, крвта на телето влегувала во светилиштето. А таа што не влегувала на обичниот народ, како за поединци, значи јарешката во случајот, свештениците јаделе од неја. И тоа не се, значи не лој, не крв, туку чисто месо. Понатаму, тие свештеници што јаделе од неја, тие секој дневно служат во светилиштето. Како што рече Господ, дури и во саботен ден, тие ја прекршуваат саботата, затоа што, а пак не се виновни, затоа што тоа им е работата им е свештеничка. Секој ден се грешало, секој ден се принесуваат жртви за грев, не е битно дали е сабота или работен ден. Свештенството тоа го правило секој ден меселе лебови, во сабота баш ги менувале бесквасните лебови на трпезата во првото одделение од светилиштето и така натаму. Сето тоа било со цел, значи, било директно телешката крв се внесувала внатре во светињата, било преку свештениците кои што јаделе дел од она жртва, чија крв не се внесувала внатре, да влегува гревот во светилиштето. Суштината е вината за гревот да премине врз свештенството, врз светилиштето. Светилиштето е одговорно, ја превзема одговорноста за направениот грев. Свештенството ја превзема одговорноста за направениот грев. На грешникот што се покајал, му се простило. Тој бил очистен, дори се вели таму во 4 глава. Ќе му се прости неговиот грев, тоа го прочитавме. Меѓутоа, дали самиот грев е очистен? Не. Туку одговорноста за гревот, значи, цената за гревот не е платена со жртвата за грев. Жртвата за грев, што се принесувала секој дневно, да речеме, во текот на годината, не било цената за гревот. Не било жртва што помирува за гревот. Таа вршала помирување за грешникот, прочитавме, но не вршала помирување за гревот. Гревот не можел да се покрие со жртвите што израелците ги принесувале во текот на годината. Тоа би било оправдување со дела, че со мојата жртва, од мој пари купена и така натаму. Напротив, со тоа што гревот од тие жртви влегувал во светилиштето, уште повеќе се покажувало дека со гревот не било расчистено. Израелците добивале еден вид условно простување. Меѓутоа, за гревот, за самиот грев, за сите направени гревови, се уште не било направено помирување. Дури кога се случувало ова последно? На Јом Кипур, на денот на помирувањето. Сега, бидејќи за тоа зборува и наредната лекција, во текот на престојнава седмица, денот на помирувањето, повикувам посебно внимание да обрнеме на оваа лекција, внимателно да ја проучите оваа лекција. И јас сметам дека оваа лекција е најинтересната од целата полука. Денот на помирувањето, па почнувајќи од денес и секој нареден одсек до петок и другата сабота ќе ја расветлиме оваа тема малку повеќе.
Па ако даде Господ живот и здравие, другата сабота највечер ќе продолжам и јас. Значи, освен што наутро ќе се проучува поуката во редовен термин, сакам и јас повеќе време да посветам на оваа тема. А потоа со апостол Јован ќе продолжиме можеби на 16 таму, после Врање, например.